За вашето утрешно мени ви предлагаме да подготвите за предјадење запечени јајца полнети со сардина, како главно јадење пилешко фрикасе, за десерт урма коцки. Гурмани, на 1 април излегува новиот тематски број на списанието Храна и вино Великденска трпеза. Голем избор на предјадења, главни јадења за сечи вкус, надополнети со неизбежното јагнешко и неодоливи десерти. Врвни специјалитети за повесели и посреќни моменти со вашите најблиски во тематскиот број на списанието Храна и вино Великденска трпеза. Излегува на 1 април. Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Зачин К+, произведен од органски сув зеленчук, мирисни зачини со најдобар квалитет, надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. Како предјадење за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите запечени јајца полнети со сардина. Во поголем длабок сад го ставаме лебот. Го преливаме со млекото. Го гмечиме лебот со рака. Го оставаме лебот да го впие млекото. На 6 варени јајца им ги отсекуваме страничните делови, за да добиеме рамна површина. Потоа јајцата ги сечеме на половина. Жолчките ги ставаме во цедалка, а белките во керамичка тава за печење. Ги гмечиме жолчките со лажица во цедалката. Изгмечените жолчки ги ставаме во поголем длабок сад. Сардините ги гмечиме со вилушка. Изгмечените сардини ги додаваме во длабокиот сад. Со раце го гмечиме лебот, за да го истиснеме млекото. Потоа и лебот го додаваме во длабокиот сад. Мешаме со лажица додека смесата не се соедини. Во длабокиот сад кршиме едно јајце и додаваме 2 шолчки. Мешаме со лажица додека смесата не се соедини. Во подлабок сад ставаме павлака и го додаваме путерот. Мешаме со лажица.
потоа со жица за матење. Добиената смеса ја додаваме во длабокиот сад. Мешаме со лажица додека смесата не се соедини. Филот го полниме во готварски шприц. Со шприцот со фил ги полниме половинките белки од јајца во тавата. Врз полнетите јајца и врз тавата попрскуваме со масло за јадење. Врз филот ставаме од преостанатата павлака. Врз полнетите јајца наросуваме лебни трошки. Тавата ја ставаме во рерна. Печеме 10 минути на температура од 220 степени. Ја вадиме тавата од рерна. Еден лимон го сечкаме на тенки кругови. Круговите лимон во круг ги редиме начинијата за сервирање. Врз секој круг лимон ставаме по едно полнето јајце со сардина. Еден лимон го засекуваме на половина во форма на цвет. На средината на чинијата за сервирање украсуваме со гранчиња копар. Врз гранчињата копар ја ставаме половинката лимон во форма на цвет. Солени ринглици свиткуваме во ролат. Со по еден таков ролат го украсуваме секое полнето јајце. Еден домат го сечкаме на парчиња. Со парчињата домат врз секое полнето јајце и врз цветот од лимон ја завршуваме декорацијата на запечените јајца полнети со сардини. Овој рецепт ќе го најдете во новиот број на списанието Храна и вино, што излегува на 1 април. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје темјаника со зеленикаво жолти нијанси и мускатно цветна арома. Се служи на температура од 10 до 12 степени. Од изгмечените варени жолчки и сардини, омекнатиот исцеден леп, едно јајце, 2 жолчки, путерот и павлака, измешајте фил. Ставете го во готварски шприц. Наполнете ги половинките варени белки во тава за печење. Попрскајте со масло. Нанесете павлака и наросете лепни трошки. Испечете, сервирајте на украсена чинија и декорирајте. Добар апетит! За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите пилешко фрикасе. На даската за сечење морковите ги сечеме на половина по должина. Потоа половинките моркови ги сечкаме на тенки долгнавести парчиња. И пилешките гради ги сечкаме на долгнавести парчиња. Главиците кромит ги сечкаме на поголеми парчиња. Ситно го сечкаме макдоносот. Во тенџере налеваме вода. Тенџерето го ставаме на оган. Во тава за пржење на оган ставаме масло да се загрее. На загреаното масло го ставаме и сечканиот кромит да се пржи. Во тенџерето ја додаваме коцката да се вари супа. Го мешаме кромидот за време на пржењето. Откако кромидот ќе омекне во тавата, ги додаваме парчињата моркови. Промешуваме. Ги додаваме парчињата пилешко месо.
Повторно промешуваме. Во тавата го додаваме грашокот. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Со црпалка во тавата наливаме од супата од коцка. Го додаваме исечканиот магдонос. Додаваме од супата. На покрупната страна од рендето во поголем длабок сад ги рендаме варените компири. Кршиме едно јајце и го додаваме во садот. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Ја месиме смесата со рака. Во смесата додаваме лепни трошки. Со раце земаме од смесата и формираме топчиња со големина на орев. Топчињата ги ставаме да се пржат во тава со загреано масло на оган. За време на пржењето ги превртуваме топчињата. Со лажица вадиме од пилешкото фрикасе од тавата и ставаме начинија за сервирање. Со лажица решетка ги вадиме топчињата од компири од тавата и ги редиме околу пилешкото фрикасе, начинија за сервирање. Овој рецепт ќе го најдете во новиот број на списанието Храна и вино, што излегува на 1 април. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Траминец со златно-жолта боја и нагласен мускатен мирис од мешавина на цветови, зачини и овошје. Се служи на температура од 10 до 12 степени. Испржете го исечканиот кромит, додадете ги грашокот и парчињата моркови и пилешки гради. Зачинете. Додадете ги исечканиот магдонос. Ги ставите со супа од коцка. Одрендани компири, јајца и лепни трошки замесете смеса. Зачинете ја. Формирете топчиња, испржете ги и сервирајте ги со пилешкото фрикасе. Добар апетит! Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите урма коцки. Во поголем длабок сад со раце ги кршиме бисквитите. Лешниците ги виткаме во куинска крпа. Ги толчиме лешниците. Истолчените лешници ги додаваме во садот. Урмите ги сечкаме на парчиња. Исечканите урми ги додаваме во садот. Млекото го ставаме во тенџере. Во тенџерето го додаваме путерот. Откако путерот ќе се растопи, го тргаме тенџерето од оган. Во тенџерето ги додаваме румот и циметот. Мешаме со жица за матење. Во тенџерето го додаваме јајцето. Оваа смеса ја додаваме во длабокиот сад. Мешаме со лажица. Смесата од садот ја ставаме на долниот дел од правоаголна кутија за торта. Ја рамниме смесата. Откако смесата ќе се стегне, ја сечеме на коси парчиња, потоа ролатот го сечеме на половина по должина. Чоколадата за готвење, искршена на коцки, ја ставаме да се топи на пареа. Во садот додаваме масло за чоколадата да добие сјај. Садот со растопена чоколада го тргаме од оган. Од хартија формираме фишек. Го полниме фишекот со растопена чоколада. Со помош на фишекот со растопена чоколада ги украсуваме урма коцките. Ги редиме урма коцките начинија за колачи.
Овој рецепт ќе го најдете во новиот број на списанието Храна и вино, што излегува на 1 април. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне, со арома на овошје и сладникав вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај, напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје! Во тенџере со млеко растопете го путерот, тргнете од оган, вмешајте ги румот, циметот и јајцето. Бисквитите искршете ги, ставете ги во длабок сад, додадете ги истолчените лешници, исечканите урми и содржината од тенџерето. Нанесете ја смесата на долниот дел од правоаголна кутија за торта, изладете и исечете на парчиња. Чоколадата растопете на пареа, со фишек украсете ги урма коцките и сервирајте. Добар апетит! Зачин К+, произведен од органски сув зеленчук, мирисни зачини со најдобар квалитет, надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Гурмани, на 1 април излегува новиот тематски број на списанието Храна и вино Великденска трпеза. Голем избор на предјадења, главни јадења за сечи вкус, надополнети со неизбежното јагнешко и неодоливи десерти. Врвни специјалитети за повесели и посреќни моменти со вашите најблиски во тематскиот број на списанието Храна и вино Великденска трпеза. Излегува на 1 април. Се надеваме дека со нашиот избор на јадења ви помогнавме да се одлучите што вкусно да сготвите за утре, а за следната емисија ви подготвуваме за предјадење ќофтиња од црн дроб, како главно јадење полнети кременадли со лешници, за десерт маргаритки,